Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за неспуштените тестиси кај машките бебиња, што е честа појава. Како се забележува проблемот и зошто е опасно за тестисот да остане неспуштен? Поставувањето на дијагнозата создава паника кај родителите. Дали хирургијата е единствениот начин за решавањето на проблемот? Може ли тестисот само од себе да се спушти во скротумот? Во денешната емисија исто така ќе зборуваме за правилните начини за нега на интимната регија кај машките бебиња. Имаме навистина многу прашања на кои што одговор ќе побараме од доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија во Аџибадем, Систина. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во денешната емисија. Останете на Телма. Во денешниот магазин за родителство 0+ месеци разговараме за неспуштените тестиси кај бебињата и малите деца со доктор Ристо Симеонов, детски хирург од Аџибадем, Систина. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добре најдов, благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Докторе, кој прв забележува дека тестисите на бебето не се спуштени, односно не се во скротумот? Дали се тоа родителите или пак докторите? Прв преглед кај детето се прави од доктор педијатар неонатолог, уште во родилна сала, која ќе се роди машкото бебе, педијатар неонатолог при преглед воочува дали тестисите се спуштени или не во скротално кесе. Неспуштени тестиси во скротално кесе се вика крипторхизам. Така, како изгледаат всушност неспуштените тестиси? Не може ништо да се напипа во нив? Евидентна и видлива разликата кога само еден тестис не е спуштен, тогаш кожичката од скроталното кесе е повлечена. Значи, нема подјетинка како од другата страна каде што е спуштен тестисот. Видливо е со голо око и самиот родител може да го воочи тоа, дека од едната страна кожичката е зголемена, подуена, од другата страна таа е повлечена. Страната каде што кожичката е повлечена, значи дека во скроталното кесе нема тестис. Колку чест е проблемот со неспуштени тестиси кај бебињата, кај машките бебиња секако? Почесто е кај бебињата, машки бебиња кои што се предвремено родени, затоа што десцензусот на тестисот, спуштањето, завршува во 28-та недела во интраутериниот живот, кога тестисот на својот пат при спуштањето поминува низ ингвиналниот канал и се спушта во скроталното кесе. Кај предвремено родени бебиња, бидејќи не е завршен десцензусот на тестисот, почесто е крипторхизам, односно неспуштен тестис, отколку кај на време родени бебиња. А доколку бебето се роди со неспуштен тестис, има ли одреден временски период во кој што би се чекало проблемот да се реши само од себе? Да, тој временски период е до 3, понекогаш и до 6 месеци од после раѓањето. Значи месеци? Да, не се чека до година, 2-3? Не, 3-6 месеци, меѓутоа веќе после 6-тиот месец се постава дефинитивна дијагноза неспуштен тестис, односно крипторхизам. Таа дијагноза треба да ја постави детски хирург. И после тоа се планира оперативен третман, односно хируршко спуштање на тестисот, најдосно до 18-тиот месец од раѓањето. Значи, помеѓу 12-тиот и 18-тиот месец неспуштениот тестис треба да се спушти во скротална кеса. Докторе, зошто е опасно тестисот да остане неспуштен? Опасноста е во оштетувањето на тестисот заради промена на телесната температура. Тестисите во скротално ке се спуштени, живеат и се развиваат на температура од 33 до 34 степени Целзиусови, а додека телесната температура е 36-37. Тестисите кои што се погоре од скроталното кесе живеат на телесна температура. На повисока температура. Повисока температура и се оштетуваат сперматозоидите. Тоа значи дека може во иднина да доведе тоа до стерилитет кај момчето? Тоа значи дека после втората година, секоја наредна година, тестисите се оштетуваат за 10%. Веќе на 14 годишна возраст, тестисите се оштетени 95, да не кажам 100%. Јас сум имал случаеви кога сум оперирал 14-15 годишно момче со неспуштени 2 тестиса. Се зема биопсија во тој случај и од двата тестиса се земена биопсија. Патохистолошкиот резултат кај двата тестиса покажа дека сперматозидите се уништени.
Што значи дека Тоа значи мора дека многу да се внимава. стерилитетот е дефинитивен. Дефинитивно, значи нема можност Со оштетени да сперматоизиди се репарира сето тоа, да нема. се обнови Кај ткивото. два неспуштени тестиса, стерилитетот е дефинитивен. Докторе, при поставувањето на диагнозата, како тврдувате дали се работи за вистински неспуштен тестис или пак за мобилен тестис? И објаснете ни разликата помеѓу вистински неспуштен и Има мобилен повеќе тестис. дефиниции: крипторхитичен, ретрактилен тестис, мобилен тестис. Крипторхитичен е вистински неспуштен тестис кој цело време се наоѓа високо горе во ингвиналниот канал и во ниту еден момент не се спушта надолу во скротално кесе. Тоа е апсолутна индикација за операција. Ретрактилен тестис и мобилен, тоа се тестиси кои што се спуштаат долу во скроталното кесе и се повлекуваат нагоре. Шетаат се, движат. Да, шетачки тестиси. Во ингвиналниот канал има мускул кремастер, кој што е одговорен за контрола на температурата на тестисот. Како што напоменав претходно, температурата на тестисот треба да биде пониска од телесната температура. И при рефлекс на тој мускулус кремастер, тестисот се повлекува нагоре од скроталното кесе. Односно мигрирачки, шетачки тестис. Ретрактилен и мобилен тестис не е предмет на хируршка интервенција, меѓутоа треба редовни контроли на секои 6 месеци до пубертет. И тука многу е битна анамнеза од родители. Од една до следна контрола на родителите треба да им се објасни дека во тек на денот треба да воочат каде е тестисот, при мирување, при лежење, при спиење, при скокање, при играње. 2 до 3 пати во тек на денот докторот, детскиот хирург ќе им објасни како да го направи прегледот, родителите во тек на денот треба да направат самите преглед, да проверат каде е тестисот, независно од положбата, дали детето лежи, спие или дали детето е исправено, трча, скока. И кога ќе дојдат на следна контрола после 6 месеци, зависно од анамнезата, понекогаш ретрактилни и мобилни тестиси не се чекаат до пубертет. Идејата се чека до пубертет е кога ќе станат хормонски активни при влез во пубертет, ќе се зголемат и тие ќе останат за цело време во скроталното кесе. Меѓутоа не е секогаш така. Понекогаш и ретрактилни и мобилни тестиси се оперираат 6-та, 7-та година, 9-та година, зависно од состојбата која што треба да ме воочи. Значи мобилниот ретрактилниот тестис може да преминат и во вистински неспуштен тестис, да се заглават значи, горе? Можат, јас сум имал во мојата пракса такви случаи, кога ретрактилен тестис ќе се заглави буквално во ингвиналниот канал и не се спушта долу во скротално кесе, под хормонска активност тестостерон се зголемува и тестисот се зголемува во ингвиналниот канал на телесна температура и трпи оштетување. И како што напоменав, има неколку случаи каде што двата тестиси биле ретрактилни во тек на животот, после 6-та, 7-та година децата не биле на контрола. И кога дошле веќе на 14-15 години со двата тестиса заглавени во ингвиналниот канал, направена орхидопексија спуштање, меѓутоа при биопсија, патохистолошкиот резултат, биопсија мора да се направи во тој случај, покажал дека кај двата тестиса сперматозидите се оштетени. Не се само родителите. Треба редовни систематски прегледи, како во предучилишна, така и училишна возраст. Треба се направат програми за скрининг и кај девојчиња и кај момчиња. Кај момчиња скринингот треба да биде прво, второ, трето, па и до четврто одделение, барем еднаш годишно да одат на систематски преглед каде што доктор ќе ги прегледа тестисите. Докторе, се случува ли во текот на пубертетот децата да избегнуваат да им дозволат на родителите да им ги прават овие тука е главниот прегледи? проблем. Веќе бидејќи дозволува до 6-7 години, а потоа како стануваат поголеми, срамот ќе биде поголем од дозволата родителот да го направи прегледот, затоа реков дека можеби детето нема да му дозволи на родителот, меѓутоа ако има скрининг програми, дека треба детето еднаш годишно да се носи на преглед кај доктор, тоа ќе го направи доктор. А се случува ли едноставно да не можете да ги најдете тестисите, да ги нема, детето да се роди со неспуштени тестиси, но и при тоа тестисот да не е во каналот, каде што се очекува да биде? Има состојба
која што се нарекува агенезија на тестис или отсуство на тестис, кога тестисот воопшто го нема. Детето е родено со еден тестис, меѓутоа и со тој еден тестис доволно е да има потомство, да има нормален, интимен, активен живот. Значи, еден тестис не е причина за губиток на потомство. И за загриженост и паника. И за загриженост и паника. А потребно е да се бара тој тестис каде се прават испитувања? Прво се прави преглед, физикален преглед со палпација, целиот ингвинален канал и кон скротум се палпира дали ќе се почувствува тестисот, дали ќе се напипа тестисот. После тоа следи ехо, односно ултразвук, каде што со ехо ќе се воочи дали го има или го нема тестисот и ќе се направи доплер да се види прокрвеноста на тестисот, состојбата со крвните садови. А ако на ехо не може да се најде тестис, тогаш се прави магнетна резонанса, која што е 99% диагностика и со помош на магнетна резонанса на мала карлица и тестиси ќе се види дали има тестис, дали има тестикуларно ткиво. И во тој случај не завршува тука приказната, треба да се направи хируршка интервенција. Таа треба да започне со лапароскопија, експлоративна лапароскопија, каде што се внесува камера преку папокот во абдоменот, се инсуфлира воздух и со таа камера се прати целиот пат на десцензус на спуштање на тестисот. Значи од бубрегот надолу према скротумот се гледа под камера дали некаде има или нема тестис. Ако нема тестис, тогаш се отвара ингвиналниот канал, се отстрануваат сите структури кои што се нефункционални, затоа што постои ризик детето кое ќе влезе во пубертет многу ретко, меѓутоа структури тестикуларни кои што не се отстранети, а не се функционални, да се случи малигна алтерација, односно да малигнизираат и детето да има тумор малигни кој што знаеме. Потекнува всушност од овој тестис што некаде е заглавен, затоа мора да се реши на време проблемот. Ако тестисот со лапароскопија се најде интраабдоминално, а е високо поставен, тогаш се спушта во два акта. Првиот акт е да се лигираат, да се пресечат артеријата и вената, главна артерија и вена, затоа што секогаш должината на тестисот зависи од крвните садови. Ако се тие кратки, не може да се спушти тестисот. Значи, ќе се пресечат артеријата и вената, меѓутоа ќе се сочува губернакулумот. Губернакулумот е делот од скротумот кој што му дава васкуларизација на тестисот. Тестисот има васкуларизација од две места. Едно место е главната артерија и вена, друго место е артерија и вени од губернакулумот. И тогаш тестисот со губернакулумот ќе се спушти пред скротално кесе, значи во ингвиналниот канал, ќе се остави 6 месеци да созре и после со отворена хируршка интервенција, вторак тестисот ќе се спушти во скротална кеса и ќе се фиксира. Докторе, ова малку стручно за гледачите. Така, но да знаат како изгледа процесот и дека има решенија, и тоа е важно. Споменавте дека хирургијата е најдобро решение за решавањето на проблемот со неспуштените тестиси или пак со мигрирачките тестиси кои што во еден момент ќе преминат во вистински неспуштени тестиси. Но може ли на поинаков начин, со поинаков пристап да се дојде до истото решение? Да речеме, со хормонска терапија. Што велите за тој пристап? Јас како хирург, хормонската терапија би ја препорачал само кај спуштени тестиси кои што се мали и не одговараат за возраста. Значи, состојба каде што двата тестиса се спуштени, меѓутоа не одговараат за возраста, се мали и тука треба детето да го прегледа педијатар, ендокринолог кој што ќе индицира хормонска терапија. Кај неспуштени тестиси може да се даде хормонска терапија за да тестисот привремено се зголеми, за да биде после операцијата поуспешна. Инаку кај крипторхизам неспуштен тестис, секогаш третманот треба да биде операција. Значи секогаш третманот треба да биде операција и токму заради тоа родителите по поставувањето на дијагнозата за неспуштени тестиси кај нивното дете ги фаќа вистинска паника, велат мало бебе, дете, како сега тоа ќе биде оперирано, па сложена ли операцијата? Како и да е, сакам да напоменам дека детето веќе ако педијатарот, неонатолог или педијатарот во амбуланта
установи дека нема тестис во скротално кесе, што побрзо да отиде за дефинитивен преглед кај детски хирург. Значи детскиот хирург е тој што дефинитивна поставува диагноза диагнозата. треба да постави детски хирург Така. и да направи процена понатамошна за операција или за следење. Од што зависи, дали ќе следите или пак ќе препорачате веднаш да се прави хируршка интервенција? Ако тестисот е крипторхитичен, ако диагнозата е крипторхизам, се планира операција помеѓу 12-тиот и 18-тиот месец од возраст. Ако детскиот хирург се сомнева на ретрактилен или мобилен тестис, односно диагнозата е ретрактилен и мобилен, следат контроли на 3-6 месеци, 1 година, зависно од процената на детскиот хирург, со објаснување на родителите како дома да го прегледаат детето. Прегледи да прават. Сега, како изгледа? Сакам да напомнам дека оваа состојба може да биде многу сериозна кога детето ќе влезе во пубертет, затоа што има случаеви каде што неспуштени тестиси преминале во малигни тумор, малигна алтерација и затоа треба сериозно да се свати овој проблем. Ќе ги вклучиме гледачите, доктори, од овој момент да постават прашање во Еден проблем е емисија. стерилитет, друг проблем е малигна алтерација или малигни тумор. По секој случај крајно сериозно. Да. Кое што остава трајни последици во двата примера. Значи, ќе ги поканиме гледачите. Доктор Ристо Симеонов, детски хирург, е гостин во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Тој ќе ги даде одговорите на вашите дилеми, а секако и на бројните наши прашања. Доктор, како изгледа операцијата за спуштање на тестисите? Дали е таа сложена? Дали е подеднакво сложена како оној зафат што ни го објаснувавте пред малку? И тој зафат што ви го објаснив не е сложен, меѓутоа тој е Звучи протокол така. постапка при агенезија на тестис, кога тестисот воопшто го нема. Инаку операцијата орхидопексија е рутинска операција. Се прави мала посекотина на кожата од 2 до 3 см, лево и десно кај ингвиналниот канал, зависно кој тестис се спушта. Се оди по слоеви во длабочина, се наоѓа тестисот, се препарира од околни структури за да се добие должина. Најчесто за тестисот е залепен перитонеумот. Треба тој убаво да се испрепарира, да се подврзе, да се добие должина и потоа да се направи тунел кон скроталното кесе и да се фиксира во скроталното кесе. Доколку и двата тестиса не се неспуштени, дали при оперативниот зафат и двата тестиса ќе треба да се спуштат? Да, ако и двата тестиси се крипторхитични, при оперативниот зафат треба да се спуштат и да се фиксираат двата тестиса. Со каква анестезија се изведува зафатот? Анестезијата е општа, генерална анестезија, кај детето се става венска канила, значи во венски крвен сад, преку канилата добива анестетик за да се успие, после тоа или со тубус или со ларингеална маска се води анестезијата, постоперативно детето оди во рикавери или соба за будење и наредниот ден заминува дома. Само еден ден? Да. Значи, релативно брзо трае опоравувањето? Брзо трае опоравувањето, нема посебна грижа. Јас на родителите им советувам дома со нивното дете да се однесуваат како да не е ништо правено. Дозволено му е и да стане и да се движи. Веќе после неколку дена дозволено е и капење. Само треба да внимаваат да не се повреди при скокање, да не вози точак, да нема контакт со други деца при детска игра да настане повреда, меѓутоа посебна нега и грижа дома нема. Ќе вклучиме гледач да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторот. Благодарам. Вака сега, ја имам моментално 6 годишно дете на возраст негде од 1 година. Му е правена операција за тестисот, бидејќи не беше, го немаше. На детска клиника тестисот го најдоа под бубрекот од стомачната шуплина. Го спуштија до, докторот кажа, до одредено ниво, кај што дозволувале и да тетивите или вените, како да кажам, не знам, не сум случај. И после 1 година му се направи втора операција на тестисот. Докторот рече го спушти до пред кесичката, што вика не дозволуваше пак вика да се спушти точно вика кај што му е местото кесичката.
го пројде и тоа. Сега, значи, од тогаш има уште една година, сега му правевме ехо. Визуелно јајцето го нема окесичката моментално уште. Му правевме ехо, на ехо се виде јајцето, го лоцираше во долниот дел од каналчето. Димензијата е дупло помала од тоа што го има. Тоа го каже и хирургот кога го оперираше, дека јајцето е со помала димензија од тоа што е другото Од другото, има така? доле. Ама дека тоа не е ништо страшно, дека нема да смета за понатаму, вика може да е пофункционално од другото. Мене ми беше прашањето дали смета јајцето сега што е во долниот дел на каналчето, не е во кесичка. Не е во скротумот, така. Тука ми се јавува некоја Дилема имате. Така, ви благодарам. Тоа што имам читано надено, вика дека може да заврши со трета операција да се демек да се доспушти. Дали е така или не му сметаше на оваа Така. позиција сега. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Ако тестисот не се зголемува, не напредува во текот на годините, како што е случајот кај вашето дете, има една состојба која што се вика хипоплазија или хипопластичен тестис, кога тестисот е недоразвиен. Меѓутоа, ако тестисот не се развива, сега тука прашање е одлуката дали да биде трета операција за да се спушти тестисот во скротално кесе или да се отстрани тестисот и да се стави протеза. Сега во поново време има протези. Така, вештачки тести Да, става. вештачки тести за да естетски Како силиконска дојка што се става. точно за да естетски биде состојбата и со левото и со десното скротално кесе, затоа што ако се остави едната страна без тестис, како што реков на почетокот, кожата ќе биде повлечена, а другата ќе биде И тоа создава поистакната. психолошки проблеми понатаму. Точно, тука станува збор за психолошки проблем кој што може да го оптерети детето многу. Али хипопластични тестиси ако не се развиваат, треба да се отстранат. Аха. Така, значи останува уште еден преглед на кој што треба да се Да се направи направи процена. процена, ако тој тестис не напредува, подобро да се отстрани отколку да се остави. Така. Докторе, по направената операција за спуштање на тестисите во скроталното кесе, постои ли шанса проблемот да се повтори? Повторно се вратат? Многу ретко. Значи многу ретко се случува тестисот повторно да се качи нагоре. Сакам да напоменам за гледачите дека операцијата е битно тестисот да се спушти во скротално кесе. Дали во скроталното кесе ќе биде спуштено најдолна точка или малку погоре, нема значење. Говорете крипторхитичен тестис после операција да биде малку погоре поставен од другиот тестис, меѓутоа да биде во скротално кесе. Не е битно на кој ниво од скроталното кесе, затоа што скроталното кесе е големо, битно е да биде во скротално кесе. Неколку милиметри погоре или подоле, нека не ги загрижува родителите. Имаме уште двајца гледачи, ќе им дадеме можност да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, Добар ден. повелете. Поздрав до почитуваниот доктор и секако до преубавата водителка. Ви благодарам многу. Се јавува една мајка од Штип која што сака да постави до докторот едно прашање на слична тема. Станува збор за кила кај 3,5 годишно детенце. Сакам да го прашам докторот, килата е веќе зголемена, како да кажам, тревцето е веќе надвиснато надолу. И сакам да го прашам докторот што советува, кога би требало операција и дали има можност да се избегне таков вид на операција, некој совет. А каде се наоѓа килата? Дали На тестисот, значи на тестисот. Така, како добро. да кажам, тестисот е веќе надолу надвиснат. Добро. Тревцето излегува значи надолу. Ви благодарам за местото на вклучувањето тестисите, во како програма. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија, а сега докторот ќе даде Веројатно појаснување. се работи за ингвиноскротална хернија или кила, кога интраабдоминална структура, во конкретниот случај црево, како што кажа мајката, се спушта низ ингвиналниот канал навлегува? долу во скроталното кесе. И јас си би препорачал на мајката од денеска па натаму секој ден е битен што побрзо да се заврши хируршката интервенција. Тука нема чекање. Нема што да се чека, ингвинална кила е вродена и таа сама не може да се повлече.
треба да се направи хируршка интервенција, во овој случај од денес понатаму што побрзо. Што побрзо. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон е родител на 7,5 годишно детенце, Така. каде што веќе успешно завршивме 2 операции на двата тестиси. Пред околу 3 години, негде 4 годишна возраст беше детето. Го слушнав докторот, прашањето ми е следно. Дали имаше потреба двете операции да се прават по 6-месечен период или како што кажа докторот, можеше операциите да се изведат за време на едната операција да не се травматизира сепак детето Два пати. со две анестезии, точно. Да. Тоа ни беше совет од детска хирургија, дека операциите се изведуваат поединечно, едниот тест со другиот, тоа сепак беше трауми и да кажам трошоци затоа што не ведно исти град и така натаму. За Така. успешно се операциите, благодарам сепак. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Тоа е најбитно што го кажа Така. родителот, успешно се завршени операциите, процена е на хирургот дали двата тестиса ќе ги спушта со една интервенција или ќе го спушти едниот тестис, за да се даде простор и време да се види што ќе се случува со тој тестис, па после 6 месеци да го спушти другиот тестис. Значи проценка тука Процена на доктор. хирургот. Така. Докторе, понекогаш се случува кај децата да се јави силна болка во тестисите и да добијат диагноза дека тестисот се извртел. За каква состојба станува збор? Тоа е состојба која што се нарекува торзија на тестисот, кога тестисот се увртува околу васкуларната петелка. Ако таа торзија е до 180 степени, можна и спонтана деторквација. Значи спонтано си се врати назад, ама така? до 180 степени. Ако е 360 степени, тогаш не може спонтано да се врати назад, да се деторквира. Потребна итна хируршка интервенција. Секој нареден час е многу битен, затоа што веќе после 6 часа тестисот, ради таа исхемија, може да страда. Значи доколку детето почувствува болка во тестисот, тоа не Таа е е нешто силна што не болка. треба да се Ако зборуваме за спуштени тестиси, Добро. таа е силна болка. Тестисот што е торквиран се повлекува нагоре, тврд е, фиксиран, на допир болен и треба веднаш да се обратат родителите кај детски хирург. Поопасна состојба е торзија на крипторхитичен или неспуштен тестис, кога понекогаш не само родителот и докторот не може да процени за каква состојба се работи, понекогаш се сомнева за вклештена кила. Затоа што тестисот е во ингвиналниот канал и при торзија тој е болен, тврд, меѓутоа иста таква клиничка слика има и кај вклештена кила. Меѓутоа докторот сепак треба да процени дека се работи за торзија на тестис затоа што тестисот го нема во скротално кесе. Кај кила вклештена тестисот го има во скротално кесе. И да се направи еходоплер каде што ќе се види дека таа структура е тестис. И многу е почеста торзија кај крипторхитични тестиси отколку кај спуштени тестиси. Значи кај неспуштените тестиси овој проблем е почест. Да, почесто е торзија кај неспуштени А тестиси. познато е што доведува всушност до извртување на тестисите? Јасно е? Конкретна причина нема, меѓутоа кај момчиња каде што е спуштен тестисот е положба, игра, удар, Повреда некаква. точак, да. Ќе ги вклучиме следните гледачи со нивни прашања. Добар ден, Добар ден. повелете. Поздрав до докторот и до водителката. Ви Сакам да благодарам. поставам едно прашање за докторот. Се работи за дете 12 годишно. Така? Некогаш тестисите му се спуштени, некогаш не. Го носевме на лекарка и матичниот. Ни рекоа дека е све во ред, само треба од време на време да стои во топла вода. Дали е во ред, дали треба нешто? Така? Некако како некогаш спуштени, некогаш не. Докторе, да имате Дали е некој доволно прашање? само во топла вода? Да, дали е доволно само во топла вода е вашето прашање за да се спуштат тестисите. Да, Ви или, благодарам. или треба нешто друго да се Или нешто преземе. друго се преземе така. Ви благодарам за вклучувањето, еве докторот ќе ви даде одговор. Овде се работи за ретрактилен тестис и нема потреба родителите да инсистираат детето да биде во топла вода. Да, во топла вода тестисот секогаш ќе биде долу, затоа што мускулот кремастер во топла вода се релаксира и тестисот се спушта надолу. Овде е побитно да се прават редовни контроли
и детето кое ќе влезе во пубертета, а веќе е влезено 12 години, од големината тестисот ќе се остане фиксиран во скротална кеса. Значи може да се Значи да не почекушта инсистираат малку, да не родителите инсистираат во кај топла детето вода да топла седи. вода. Нема потреба. Да го остават, да си го терат детството како што е. Аха. Така, ова е еден добар совет, докторе, да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до вас и поздрав до докторот и изваредното водење што имате двајцата за ова емисија. Ви благодарам. Поготово докторот што практично покажува ептен на секој во увод да му стане јасно што се дешава. Така, тоа е најважно, да сите да ни стане јасно. Ја имам 7 години. Така? И имам ингинална кила. Од пред 2 години се јави и сега земав еден појас што е за десната страна. Иначе само на едната страна имам. На десната страна на тестисоти има веќе една година почнува да се зголемува се повеќе и повеќе. Ме интересира дали е причина тоа, ја уште као млад кога сум бил доле во тестисите стално сум имал температура висока и така натаму од тие работи што каже и доктор Доводеве, тоа е едно прашање така за науката за. Така, ви интересира што доведува до овој проблем, Да, а претпоставувам и дали е решението... Дали морам обма да се оперирам сега и што последици може да настанат ако продолжам без појас или со појас? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Главна причина за операција кај повозрастните, како што е случајот со гледачот, е болката. Ако со појасот се контролира болката, ако не е многу физички активен пациентот, операцијата може и да се одложи. И тоа како и да е дефинитивен третман, не хируршки. Хируршки. Еви кај децата кога има ваква ингвинална кила која што се забележува кај тестисот, доколку не е премногу изразена, може ли со појас некаков да се реши проблемот? Или тој ќе Различна е перзистира? килата кај деца и кај возрастни. Аха, значи не е иста. Вродена кила кај деца и стекната кај возрастни не е иста. Не е иста, така. Ако кај возрастни е во ред појас, кај деца не е во ред. Кај деца треба се планира хируршка интервенција. Значи секогаш хирургијата Секогаш. е решение за овој проблем. Кога станува збор за извртениот тестис, споменавте дека тоа е ургентна состојба. Ургентна состојба во првите неколку часа, затоа што ако на време се воочи состојбата и на време се направи хируршката интервенција, со деторквација, односно одвртување на тестисот, ќе се сочува виталноста на тестисот. Имало случаеви каде што тестисот веќе е во гангрена или во некроза, каде што исхемијата е дефинитивна, тогаш со операција се отстранува тој тестис, меѓутоа во исто време другиот тестис се фиксира, затоа што ако и другиот тестис направи торзија, тогаш без два тестиса стерилитетот е дефинитивен. Докторе, момчињата скокаат, играат, возат велосипед и слично. Се случува да си ги повредат тестисите. Што ако се јави хематом на тестисот или пак некаков оток? Дали е тоа опасно? Контузија на тестис, хематом на тестис, опасно. Опасно е затоа што неколку дена ќе има болка, неприродно ќе оди детето, ќе отече тестисот, хематом или модрило ќе се појави. Меѓутоа, посериозно оштетување не може да се случи. Како и да е, неколку дена детето треба да мирува, да става ациди, борици, облози, хепатромбина кој е поголемо дете, серапептазе, или посериозно оштетување не може да настане. Ајде да проговориме и за негата на интимната регија кај бебињата, пред се кај машките бебиња. Дали е важно на каков начин ќе се постави пенисот во пелената? Да, сега јас имам машко бебе. Честито, докторе. Благодарам. Битно е пенисот во пелената да се постави према горе, према стомакот. Доколку не се постави, може ли до некаква повреда да дојде? По принцип не може да дојде до повреда, затоа што пелената го штити пенисот и тестисите од било која травма. А дали треба родители? Не треба да се обрнува посебно внимание дека при секој менување на пелена тестисот треба да биде према горе. Едноставно родителите нека сменат пелената, побитно е да се провери дали ги има двата тестиса и последна година дали кожичката може да се одлепи од Така, доаѓаме до одна прашање со повлекувањето на кожичката на пенисот. Имаме гледач, ќе дадеме предност, а потоа ќе проговориме и за фимозата, која што се јавува кај машките бебиња. Добар ден.
Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Ево уште една можност за гледачот да се вклучи во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Докторе, ние ќе продолжиме понатаму доколку успее гледач. Да, ве слушнавме. Добар ден, повелете. Во програма сте. Сакам да ве прашам. Така? Сакам да го прашам докторот до која возраст треба да се прави масирање на кожичката на пенисот. Така, до која возраст? Масирање на кожичката. Да, така. ви И тоа се благодарам. прифаќа како... Така, ви благодарам за вклучување Ентиваќа. во програма. Значи, да се спушта ли кожичката на пенисот или не, и до која возраст тоа да се практикува, Во ако првите треба. неколку месеци битно е само да се гледа отворот од уретратот каде што мокри машкото дете. Значи доволно да се повлече да се види отворот од кај што мокри. Веќе после првата година треба постепено целосно да се одвои кожичката од глансот. Во некои земји тоа го прават родителите со апликација на кортикостероидни креми, меѓутоа искуството мое покажува дека многу ретко родителот може да ја одвои кожичката. Има поделени ставови по тоа прашање дали да се практикува ова или да не се практикува. Јас сум со став сепак да се обиде прво родителот, Добро. ако не, тоа да го направи детски хирург. Затоа што ако настане воспаление или баланит, тоа е една сериозна состојба, не во моментот состојбата ќе се лекува со антибиотик, локален, парентерално облози, ќе помине таа состојба на баланит, на воспаление. Меѓутоа, кожичката ќе направи фиброза или лузна цикатрикс и после при секој обид за отварање ќе пукне и ќе крвари. Значи ќе има рагади по кожичката и веќе тоа е индикација за циркумцизија или народно кажано сунет. Обрежување. Да. А може ли некогаш да се случи родителите пресилно да ја повлечат кожичката и потоа таа да не може да се врати и да не може да ја Се да го случува покрие и тоа. главчето на пенисот? Се случува и тоа, извинете што ве прекинав. Сакам да кажам дека ако се случи при тоа повлекување нагло да се повлече кожичката, веднаш да ја вратат назад. Без паника, без тоа леле што направивме, нема леле што направивме. Се повлекла кожичката, се повлекла. Веднаш враќање назад. Се случува, тоа е сила. Некојаш и родителот може да е внимателен, ако детето мрдне или се обиде со газето да се дигне према горе, кожичката не сакајќи ќе се повлече целосно. Веднаш да се врати назад. И тоа не треба да биде тоа внимателно. Напротив, погрубо, со прстите да се стегне пенисот, значи ќе покажам со палецот и показалецот, да се стегне пенисот, односно кожичката и да се крене. дигне нагоре. Без паника, значи Без смирено паника, тоа го направи. палец, показалец Ако воопште да- тоа возможно без паника да се направи. А докторе, кој ќе се спушти кожичката, понекогаш има на пенисот бели наслаги. Дали е тоа нормално или се работи за некаква инфекција? Значи, тоа е нормална наслага, смегма, што ја има кај повеќето момчиња. Меѓутоа, таа смегма може да биде причина за инфекција за баланите. Затоа, ако премногу смегма има, говорете, родителот дојде кај детски хирург да одлепи кожичката, да исчисти смегмата, за да не доведе понатаму до воспаление. А до која возраст кожичката би требало да се одлепи? После првата После година првата веќе година? треба да се одлепува. Втора, трета година, али треба постепено да се одлепува. А што е тоа фимоза? Тоа е тоа? Фимоза е физиолошка состојба. Така, тоа што се го Фимоза објаснувавте. значи вишок кожичка, односно кожичка врз глансот. А цикатрицијална фимоза веќе е лузна. Состојбата што ја рековте да се одлепи кожичката и да не може да се врати назад е најитна и најсериозна, најопасна, затоа што може да доведе до парафимоза. Кожичката да го стегне телото на пенисот или глансот да нема доволно крвно снабдување, да помодре, да смени боја, да стане дури црн гангренозен. И затоа ако родителот не може да ја врати кожичката, веднаш да оди кај детски хирург. Во кој случај се препорачува хируршко отстранување на кожичката на пенисот кај бебињата? Традиционално има отстранување на Така, има кожичката. во исламот, во јудаизмот. Да. Тоа е
традиционално отстранување, односно обрежување. Меѓутоа, за мене тоа е многу паметно и прифатливо и во другите религии. Која е предноста? Што овозможува тоа? Подобра хигиена? Предноста е хигиена. Значи, со обрежување сме заштитени од инфекции, бактериски, вирусни инфекции. Нема задршка на урината внатре во кожичката. Доколку се прави од верски побуди, на која возраст тогаш препорачувате да се изведе зафатот, дали кога бебето е мало или пак кога ќе подпорасне, бидејќи сепак претпоставам дека се користи анестезија. Да, се користи таа краткотрајна анестезија и зависно од желбата на родителите или од традицијата, може да се прави после неколку дена од раѓање, после неколку месеци, после неколку години. Тоа е веќе. А како изгледа процесот на закрпнување, на опоравување? Ќе создава ли проблеми при мокрење, при уринирање во пелена, да речеме, доколку е бебето? Не, значи после циркумцизија кај бебиња дозволено е пелена, затоа што нема преврска, нема газа. Едноставно се остава состојбата така како што е, се употребува антибиотска маст и родителите се именуваат најнормално пелени. Може да има благ оток, болка, меѓутоа кај помали деца е подобро, затоа што кај поголеми чувството на осетливост е друго и треба повеќе денови па и недели додека се навигнат на тој осет дека глансот, односно кожичката веќе што ја нема, допирот со долната облека е почувствителен. Па веројатно реагираат. Реагираат поголеми деца. Ке ги вклучиме гледачите. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав до доктора и до вас. Благодарам. Јас малку од емисијава ќе за возрастен човек да прашам. Така, но имате предвид дека денешниот гостин е детски хирург. Ние ќе имаме некоја емисија понатаму која што ќе се однесува за возрастни пациенти, така што следете нередовно и ќе можете да се вклучите во некој од идните изданија на оваа емисија во Телма амбуланта. Докторе, ние продолжуваме понатаму, имаме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Дали се слушаме? Не, се исклучил во ред. Продолжуваме понатаму. Има уште една состојба кај бебињата, што може да се јави кај машките бебиња, да излезот од мочниот канал на пенисот да не биде на своето место. За каков проблем се работи? Тој проблем се нарекува хипоспадија. Односно, кога надворешниот отвор на уретрата, на мочниот канал, не е на анатомско место. Анатомското место е на врвот од глансот. Секоја состојба каде што отворот е подолу, накај скротумот, накај тестисите, се нарекува хипоспадија. Има повеќе типови на хипоспадија. Антериорна хипоспадија, која што е најчеста, пенилна, која што е поретка и најретка, меѓутоа најтешка форма на хипоспадија е скротална или перинеална хипоспадија, каде што отворот е кај тестисите, дури под тестисите во перинеалната регија. Точно ли дека оваа состојба обично оди заедно со неспуштени тестиси? Да, оваа состојба оди со неспуштени тестиси, дали едното или двата тестиси, меѓутоа не е правило. Не е правило. А ќе има ли закривување на пенисот кај детето? Закривување на пенисот или курватура на пенис е исто така доста честа состојба кај дета со хипоспадија и најчесто тоа закривување или курватура е према напред или према долу. И карактеристично кај хипоспадиите што тоа може да го примети родителот, кожичката ја има повеќе во горниот или во задниот дел од пенисот, а во предниот дел од пенисот или долниот воопшто ја нема. Тоа се вика хипертрофија на кожичката во горниот или задниот дел од пенисот, а од предната страна воопшто го нема, затоа што отворот е подолу и тој дел не е покриен со кожичка. Познато ли е што ја предизвикува оваа состојба? Дали е генетика во прашање? Може да биде генетика. Нема конкретна причина. Тоа е состојба во тек на интраутериниот развој на уретрата
не стигнала до врвот на глансот на пенисот, него се отворила на друго абнормално место, меѓутоа може да биде генетика затоа што има семејства каде што таткото или дедото имали истата состојба. Неопходен е оперативен зафат во овој случај? Кај гландиални хипоспади, каде што отворот е во регијата на глансот, нема потреба од хируршка интервенција, затоа што нема ниту функционален, минимален естетски проблем и детето, односно момчето, мажот понатаму, ќе има репродукција. Ке може да уринира стоејќи нормално? Ке може. Кај антериорните, односно кај хипоспадиите кои што се под сулкус коронариус. Сулкус коронариус е границата помеѓу глансот и пенисот. Значи, под таа граница, под тој круг, хипоспадиите се лекуваат хируршки, односно оперативно, затоа што веќе тука имаме проблем и функционален и естетски. Детето ќе уринира пред нозете, нема да може млазот да оди напред. Утре како возрастен може да има и проблем при интимност, Поради при ејакулација, со потомство, затоа сите хипоспади по сулкус коронариус треба да се лекуваат хируршки. Значи, Операцијата е во еден акт, во Добре. принцип, кај антериорните и кај пенилните, меѓутоа кај тешките форми, пеноскротални, скротални, перинеални хипоспади, може оперативниот третман да биде и во неколку акта, со неколку операции. Понекогаш се користи букална мукоза, мукозата од внатрешниот дел на устната, за да се формира уретрата, се формира каналот. Меѓутоа, тие се ретки форми на хипоспади, меѓутоа многу тешки за корекција. И докторе, сосема на крајот од денешната емисија, само еден совет до родителите, да прават редовни прегледи на тестисите кај нивните деца и на сите останати работи кои што ги споменавме во денешната емисија. Да, редовен преглед на тестисите, ако се воочи состојба за отсуство на тестис, редовен преглед кај детски хирург и да се воведе скрининг во училиштата за редовни систематски прегледи. И да не одложуваат операцијата доколку се сугерира од страна на детскиот хирург Да. за неизина неопходност поради страв од анестезија или пак од операција, бидејќи последиците може да бидат, како што споменавте, сериозни. Многу сериозни последици, да го почитуваат и да му веруваат на детскиот хирург. Никој не сака да оперира ако нема потреба од тоа. И секогаш диагнозата е поставува детскиот хирург. Секогаш. Секогаш диагнозата е поставува детскиот хирург. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, односно во магазинот за родителство 0+ месеци и за убавите појаснувања поврзани со оваа тема. Благодарам на поканата, се надевам ќе се видиме повторно. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Гледајте не секој работен ден на Телма, кога заедно учиме за нашето здравје, но и за здравјето на нашите најмили. Ви посакувам пријатен ден.